инициатива да дует парашнони питендери по канарито, да кушаш динамика е имплементимит, па се чају динамика калуеден на чеверите штедите. Најбитните закони во Министерството, тие 15 што веќе ги работевме. Првата фаза помина, нели беше фаза на усогласување, усогласена со сите, како што знаете, стейкхолдери во државата. Втората фаза беше да помине на седница на влада, веќе помина. Третата беше да помине низ владини процедурите во собранието. Првото читање помина, второто читање веќе има неколку амандмани, како што спомнавте. Мислам дека вкупно се 8. Треба да се разгледаат. Направивме експертска група која што ќе ги чита и ќе ни дава експертско мислење за тие амандмани. Истите треба да се произнесе веќе новиот министер од наредната недела, за да може законот да помине и таа фаза и на пленарна седница да се изгласа. Сенам дека за 2-3 недели ќе треба законот да биде дел од нашиот законодавен екосистем во државата, бидејќи навистина е многу битен за здравјето на нашите граѓани. Какви види се амандманите за вас? Знаете, веќе денеска е петок, јас сум веќе министер во заминување, не би сакал да влезам во детали. Најверојатно од наредната недела новиот министер ќе треба јас денеска имав состанок со него, го брифирав за сите отворени процеси, за сите процеси кои што се завршени, најверојатно ќе треба да од наредната недела да биде повеќе инволвиран во законот и да даде после одговор на овие прашања. Со недостиг на екипи за брза помош, тоа е тренд во светот и ние завршивме со сите процедури за парамедици. Значи од страна на Министерството веќе се пратени најверојатно месец и пол, два до универзитетите. Чекаме од УКИМ одговор од Сенатот и да помине како нова студиска програма. Тие се 3-годишни студиски програми кои што ќе овозможат нашите екипи да бидат по-оптимални, по-добро организирани, но од другата страна да имаме предвидливост за брза помош, бидејќи навистина освен инфраструктурата, еден од главните проблеми е и човечкиот фактор, значи не може да се креираат тие тимови, бидејќи нели докторите од време на време привремено се тамо, па после се префрлуваат на специализации, субспециализации и одат надвор од таа институција и цело време кубуриме со кадрата. Новиот министер тоа што имаше забелешки за период од 13 месеци, значи од 9 јули 2025 година до најверојатно вторник или среда. Дефинитивно направени се многу работи. Успех е тоа што 15 закони веќе се работат, некои од нив веќе помина, веќе се дел од законодавниот екосистем во државата, други се во тек и тука нема назад. Вториот момент беше дека дигитализацијата ја ставивме дел од здравствениот екосистем како битен момент и седам дека исто така треба да продолжи тој дел. Државата ја градивме како дел од европските држави во EU for Health, една од најголемите европски проекти кои што ќе даде не само фондови за нашата држава, тука и експертиза, но исто така и систем на одржување на податоците. За кратко време министерот, јас денеска имав состанок, идниот министер ќе треба да се види пак со Ван Хейс со цел да биде државата и дел од европската European Health Space, значи европската асоциација за податоци кои што стандардизацијата на нашите податоци ќе биде синхронизирана со таа европска стандардизација, се со цел да може да се агрегираат податоци, да се внесат податоци. За жал не успеавме да направиме поврзување на здравствените системи со финансискиот момент, бидејќи сенам дека клучен момент во здравството е здравството и граѓанинот да го следи здравството, да го следи како здравствена услуга со финансиски момент на тоа, за да може граѓанинот да бира дали сака таа здравствена услуга да ја земе во јавна или во приватна здравствена институција,